Овде денеска се прави нов детски сквер во населбата Карпош 2. Би потенцирал дека ова е навистина битно за општина Карпош и за граѓаните, бидејќи овие граѓани кои што живеат во зградите тука кои што се позади нас, густо населени згради, немаат ни едно катче за дружење и ниту еден јавен парк или јавна површина каде што можат да го поминуваат времето од најмалите до највозрастните и да имаме една меѓугенерацијска и малска дружба. Практично овде ќе има и нови клупи, нови корпи за отпадоци, ново лето осветлување, детски содржини, но и содржини за повозрастните, каде што ќе може сите генерации да го поминуваат времето, што е особено битно имајќи во предвид дека сме во пандемија на коронавирус и треба да обезбедиме за граѓаните повеќе слободен простор и јавен простор за тие да можат да го поминуваат времето заедно. Континуирано и се зголемува зеленилото. Општина Карпош го следи и темпото на градот Скопје, па така ние неодамна направивме и нов малски зелен сквер, зелен центар во Карпош 1 на улицата Иван Аговски, а заедно со градот Скопје направивме и зелен малски центар во Карпош 2 кај Драмски. Изминатиот период на 7 поголеми локации поставивме и нови системи за наводнување и нови тревни површини и секако она што е главен проект на тема зеленило во општина Карпош, каде што заедно со градот Скопје го расчистивме теренот за големиот парк на крајот на Илинденска и потоа ќе влеземе во наредниот период во негова целосна реализација. Верувам дека, како што спомна и градоначалникот, само на таа локација ќе имаме повеќе од 70.000 метри квадратни ново зеленило, кое што е на местото на децениски постоечка депонија. Продолжуваме и ние како општина, заедно со градот, да инвестираме во повеќе зеленило, тоа беше и темата на која што и ние ја добивме поддршката од граѓаните на изборите, но и да инвестираме во корисни јавни површини за граѓаните,